Поради пеколните жештини речиси и да не постои домакинство во кое не се користи клима уред. Сепак лекарите се децидни дека иако климатизерот го спречува пеколот во вашиот дом, сепак тој воопшто не е ваши пријател. Покрај тоа што има многу негативни последици по вашето здравје, уште поопасно е доколку клима уредите не се чистат редовно. Така е, ги имаме секаде. За жал, иако нивното влијание е лоше, значи при користење на клима уредите, најпрво што треба да внимаваме е секоја година да се прави сервис на клима уредите, да се врши чистење, затоа што тие можат да задржат во себе многу микроби кои дополнително влијаат на здравјето и на респираторниот систем и на кардиоваскуларниот систем. Исто така треба да внимаваме на температурните разлики кои ги правиме меѓу надворешната и внатрешната температура. Се советува да не биде поголема од некои си 5, 6, 7 степени, затоа што излегувањето и влегувањето од топла во ладна просторија може да создаде многу проблеми. Додатни проблеми кои посебно влијат, пак ќе кажам, кај хроничните болни. Во клима уредите живеат многу бактерии и микроорганизми, меѓу оние најопасните се издвојува легионелата која може да биде фатална по човечкиот живот. Многу чести се веќе алергиите предизвикани од бактериите и другите микроби кои се наоѓаат во клима уредите. Знаат да предизвикат главоболки, да предизвикат исто така варирање и изголемување на крвниот притисок при неадекватна температура. Знаат да се појават компликации. Легионелата се развива и размножува во клима уредите кои не се одржуваат на прав начин, а симптомите кои ги предизвикува оваа бактерија се слабост, омалаксаност, болки во мускулите, зголемена телесна температура, кашлање, но без искашлување и ако не се открие на брзо време, може да предизвика смрт, децидни лекарите.